Вчера во Скопје се одржа првиот инклузивен спортски саем Спорт за сите, наменет за промоција на инклузијата во спортот за лицата со попреченост. Убав настан кој што всушност беше инспирација да ја отвориме темата колку лицата со попреченост кај нас имаат можности за активно спортување. Добро утро велам за Мартин Мојсовски и за Радован Велјановски од ИТК, здружение кое што се занимава со пливање за деца со атипичен развој. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Вчера бевте дел од саемот како гости, но и на некој начин и како домаќини со оглед на тоа нели што и како работите. Ајде прво зошто е важно? Прашањето е до двајцата, нели зошто е важно одржувањето на еден ваков саем кога зборуваме за инклузијата? Пред се важно е да вакви настанија се случуваат што почесто и вакви иницијативи за пред се да се видиме кој и колку работиме со лицата со атипичен развој, да можеме да направиме поголемо вмрежување меѓу себе за да биде подостапно било кој спорт или било која активност што е и како добре дојдена за тие лица. Така, имаше ли вчера луѓе на сајмот? Како беше интересот вака од ваша гледна точка од тоа што го видовте? Имаше доста заинтересирани, но сепак ќе кажеме дека беше мал бројот на луѓе кои се вклучени, како тренери, како стручни кадри и работат со лицата со атипичен развој. Многу е битно овај број да се зголеми за нели спортот од овој дел да земе поголем замав кај нас во Македонија, затоа што соседите веќе имаат доста развиен систем. Се надевам дека и ние ќе ги следиме овие трендови кои се и доста популарни во Европа. Така. Ајде малку околу вашето здружение, околу ИТК и тоа што вие всушност го работите. Ако зборуваме за тоа дека треба да биде уште поголем бројот на тренери, на луѓе кои што работат со лицата со атипичен развој, верувам дека и вашата работа допринесува за зголемување на свест. Ајде прво да не запознаете малку со здружението. Така, кога функционирате, како функционирате? Здружението е оформено минатата година, 2022, но ние како кадри и нормално другите членови во здружението преку една декада се вклучени во овој процес за работа во различни спортови и во различни делови од опоравокот и спортот кај лицата со атипичен развој. Нашето здружение, значи поттикот го добивме од германската институција ИТК Лајпциг, која се занимава со дообука на професионални спортски кадри кои не се германци, практично интернационален курс. Поентата е ние да најдеме македонци, спортски професионалци кои сакаат да се дообучат. Покрај таа цел, ние како примарна цел ја имаме работата со лица со атипичен развој. Во оваа прва година се фокусиравме на пливањето, затоа што, како што напоменав, повеќе од 10 години работиме таму сме најстручни и гледаме можност за напредок во овој дел од спортот. Така. Зошто е важно пливањето конкретно за лицата со атипичен развој? Пливањето како спорт за лицата со атипичен спорт е може да се каже и спорт број 1 за занимавање, заради тоа што покрај физичкиот напредок имаме таква една средина кај што имаме минимални шанси за повреди и има можност секој на свој начин да се изрази, да плива на некој начин. Не мора да биде тоа стрикно некој стил од пливачките стилови кои се 4 стила да речеме. Може да секој да се најде свое место во водата. Водата едноставно ги прифаќа сите лица и може да многу лесно да се напредува и физички, моторички, психомоторички и ментално. И социализација, да, и ментално тоа е доста важно. Број 1 е социализацијата. Еве сега за сега морам да го пофалам базенот и спортскиот центар Борис Стајковски. Имаме направено една таква заедничка со работка што лицата се прифатени и се како дома едноставно. Така. Околу интересот каков е кај овие лица, кај нивните родители, конкретно за пливањето, но и воопшто за сите спортови, каде што може да бидат вклучени овие лица? Интересот е голем, но голем проблем е пристапноста. Да, што недостасува? Што е тоа што треба да го промениме? Пристапноста, стрикно пливањето, ни фалат повеќе базени, ни фалат повеќе термини, фали поддршка од, како да кажам, од секторот транспорт, како да се
како да дојдат лицата, зашто не само имаме лица со родители, имаме и домски лица, деца од домови, што скоро се исклучени од процесот. Ако нема некој ентузијаст као ние да со наша приватно возило да отидеме да земеме некој дете да го спроведеме на тренинг и така натака, е многу тешко како да дојдат. Тоа е како Но сепак и генерално, покрај сите овие проблеми, покрај ова, недостатоци, има голем предизвици, интерес, сепак има интересно и од ваша страна. Морам да кажам, бидејќи тој во живо сум го сведочил и сум го гледал, навистина бара многу љубов, многу ангажман за да се постигне сето тоа, бидејќи недостасува голема институционална поддршка. Па затоа и тоа нека биде мотив и всушност и тема на разговора, да упатиме до институциите повеќе да бидат всушност вклучени во сите овие иницијативи. Во целиот процес, точно. Тоа верувам ќе се согласите би променило многу работи на Ќе подот. мотивира други лица и кадри да се вклучат во целиот процес, да има поголем број на надпревари, каде што ќе може лицата да се изразат на некој начин, да покажат дека стварно и тие нешто можат. Значи, на секој да му се даде шанса и прилика да напредува, се дружи, нели, да биде дел од ова едно општество кое сакаме да го изградиме поквалитетно. Така. Момци, за крај, и така, како здружение, како може да ве најдат? Верувам дека најголем дел од луѓето веќе знаат за вас, меѓутоа, ако некој има можност сега да слушне прв пат, како може да ве најдат, да стапат во контакт со вас и со вашите На активности? социјалните мрежи, ИТК Македонија, Macedonија, Инстаграм, Фейсбук, таму се ставени нашите имейл адреси, телефони, сите можат во секој момент да не контактираат, отворени сме за, нели, за соработка, така да повелете на базен, повелете, отворени сме, како што кажа, соработка. Колку пати неделно ги имате тренинзите? Сега моментално имаме 2 пати неделно, среда и петок од 14 часот, кој е отворен термин за сите лица со атипичен развој, било која возраст, нема ограничување. Моментално тоа имаме тенденција, се надеваме дека за брзо време ќе најдеме плюс уште некој колега, мислам, дел од тимот да ни се ослободи, па да почнеме да се вратиме на старата шема 3 пати неделно. Тоа не е веќе години. Ние секој ден работиме со нив настрана, приватно, со луѓето. Така, нас ни е тоа професија. Не е како волонтираме, туку тоа ни е професија, со тоа се занимаваме. Така. Момци, ви благодарам за гостувањето, посакувам убав ден пред вас, убав работен ден. Благодарам за вас. Драги наши, во продолжение во Македонија Наутро и културниот информатор за настаните од културата во следниве празнични денови.